Večer Negotino, dobro večer Krivolak, Timjanik, dobro večer Pepelište, dobro večer Disan, dobro večer dobri luge, dobro večer pobednici, čestiti luge, iskreni luge, principijelni luge, dobro večer dragi gosti, dragi prijatelji, dobro večer za ВМРО ДПМН i koalicijata za Podobra Makedonija. Čovjek koga ovoga gleda i koga ovoga sluša nema ostanova ništo drugo da zaključi osven pobeduvame ovdje u Negotino kako što pobeduvame sekade u Makedonija. Gledam hrabri i gledam motivirani luge koji što se podgotveni da povedat i da si ja vratat Makedonija na pravata pateka, da si ja vratat Makedonija na narodot. Ona mu kada što pripada. Deneska, dragi Negotinčani, dobri luge, brake i sestri, ova što se slučuva u Makedonija jedna golema nepravda. Ne prašuvat zašto velite nepravda. Zato što nema drug zbor koji što može da se opiše ova realnost, ova se koje ne vije što deneska se slučuva u Makedonija. Se sjećavam, si spomnuvam praktično koga ovije isti luge šeta po ulicite, u glavni od grad često pati i farba zdanja koji što ne ni možele da gi iskrećat po to. Velea i se obvrzuva deka je došao život, deka je došao mir, deka nemalo pravda i taka natam. To što deneska se slučuva u Republika Makedonija je ništo poveke otkoliko jedna golema, jedna ogromna nepravda što im se slučuva na građaните Republika Makedonija. Se sekavate, 2015-ta beše, koga taka grupno vo nimното sedište na voajerski način pušta opredeljeni materijali. I velea, kad spomenam jedno ime, neka mu je lesna zemlja, go spomenuva novinarot Nikola Mladenov. Pa velea, ovoj čovjek ne zagina tragično vo sobraćajna nesreke. Ovoj čovjek je ubijen, nije imame materijali i tije materijali ki gi prezentirame na makedonskata javnost. Zloupotrebuva, krvnički zloupotrebuva čovečki nesreki. За да години потоа, ја видиме сопругата на тоа реномирано новинарско перо, како вели дека нејзиниот сопруг загинал поради неприлагодена брзина. Истото она што го тврдеше тогаш и полицискиот извештај. И нормално, деспотот молчи, го нема да излезе и да и се извини на македонската јавност затоа што ја манипулираше. А ја манипулираше само со една цел, да дојде на власт. Ништо повеќе. За повеќе привилегии, за повеќе моќи. Се сеќавате на трагично загинатиот Мартин Нешковски. Премиер стана на тој случај. А ја денеска се кладам, убеден сум, дека не знае како семејството Нешковски од први до први скрпува, да преживее. А да не споменувам за неправдата кон Јанушев Мартин, кон малиот Саздо, кои што ги изгубија своите животи нападнати од насилници, кои што денеска слободно шетаат по улиците. Патриоти, луѓе кои што погрешиле само за тоа што си ја сакале сопствената држава, денеска се затворени со казна затвор повеќе од 2 века. А истовремено, терористи кои што се повратници од боиштата во Сирија добиваат казна од 6 години. 3 пати помала од нашите браќа патриоти. Зашто? Само затоа што сгрешиле, бидејќи си ја сакале сопствената држава. Тоа е нивната казна. Минимум 2 века. Мојот помал син Антони има 3 години. Ки има 9, кога предпоставувам очи во очи, ќе се сретне со некој од овие од ИСИС, кои што туку ја завршиле нивната казна.
А ќе треба уште 12 години да чекаме да ги видиме нашите браќа кои што добија казна од минимум 15 години. А имаат 18. Нема да има правда и нема да има мир се додека оваа неправда не ја поправиме. А ќе ја поправиме само доколку ги освоиме институциите. А тој поход, браќа и сестри, добри луѓе, започнува со победа на 21. април. Потврда на таа победа на 5. мај, а потоа организирање на предвремени парламентарни избори, каде што ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, коалицијата со народот во Македонија, ќе им покаже каде е нивното вистинско место на темната страна на историјата. Затоа ни треба вашата поддршка. Ве молам за поддршка. Затоа што како никогаш досега на нас, на Македонија, и е неопходна поддршка од граѓаните. Да си ја вратиме назад киднапираната држава, полна со неправди. Ветуваа за земјоделците за гарантиран откуп. Ветуваа дека плодот нема да остане необран од нивите. Вчера бев во Ресен. Ми сведочеа луѓето како со пила ги сечат дрвата необрани со родот. А родот требало да ги гледа нивните семејства. Зошто? Затоа што 1 килограм јаболка е 1 денар. 1 килограм јаболка е точно 1 денар. Истото е во Пелагонија, необрана. Житото седи распослано. Сонце да го грое. Исто беше така и во Малешево и во Пијанец, кога се истураа сливите. Истото беше и во Росоман, кога се истураа праските. Истото беше и во Струмичко, Босилово, Ново село, Василево, кога се истураа раноградинарските производи. Никаде го нема ветувањето за загарантиран откуп. Никаде ги нема субвенциите. А исто е и овде во Тиквешијата и во Неготино. Доаѓаше оној министер кој ужива да шопингува во Дубај и тоа не го крие. Да ветува дека ќе го реши проблемот на лозарите овдека во Тиквешијата. Каде е сега? Каде е сега да излезе и тоа ветување да го спроведе? Не. Сега е сфино залегнат во фотелјата и од време на време посетува скапи дестинации од каде си купувал по некое скапо парче. Замислете, патики од Дубај, додека земјоделците го истураат родот на буниште и мачат како да ги преранат своите семејства од први до први. Тоа е неправда, кога ќе ве прашаат што е неправда. Лекарите ја напуштаат Македонија. Ветува овде во Неготино дека ќе ја реновираат болницата, дека ќе го реновираат гинеколошкото оделение. Па они се подготвуваат да ја затворат. Видете оној тендер министер што кажува. Планирале да ги затвараат болниците. Луѓе да умираат на улица. Зошто? За да им врви бизнисот. Али затоа, за да направат фирми на една недела пред да се случи тендерот и замислете таа фирма да даде најдобра понуда, за тоа нема проблем. За тоа се прави и за тоа немаат никаков проблем. Нема така да биде. Овој народ најпрвин на 21. април ќе ви покаже што значи гневот на народот. Потоа истото тоа ќе го потврди на 5. мај. Ќе ја отвориме портата за оној крај, за Зоран Заев и СДСМ на предвремените парламентарни избори. И тогаш за сиот криминал, за сета плячка ќе одговараат по законите. Од прв до последен. Но за тоа што и го направија на Македонија, за сето понижување, омаловажување, за сите неправди кои што ги донесоа, за тоа посебно ќе се пресметаме.
Сум бил дел од првата гардиска чета при гардискиот батальон на армијата на Република Македонија. И се сеќавам на многу државници кои што ги пречекав и испратив од Скопскиот аеродром. Исто така, многу пати го пречекав и испратив тогашниот председател на државата. Истото го правеа генерациите по мене, истото го правеа генерациите пред мене. Тоа беа тие 2002-2003 година. Вчера, за прв пат, дојде државник и никаде ја немаше построено македонската гарда. Го немаше воениот оркестар да ја интонира македонската химна. За прв пат некој државник заедно со оној деспот премиер Зоран Заев не се поклонија пред македонската химна. Кое беше оправдувањето? Вели, задоцнил авионот. Па зарем еден од трите најважни атрибути за да една држава е држава вреди колку едно доцнење на авионот, па макар тоа и да било вистина. Не е тоа, добри луѓе, браќи и сестри, вистина. Вистината е поинаква. Знаат дека химната започнува со денес над Македонија се раѓа. И знаат дека во химната македонците се борат за правдини, а ние се бориме за правда. И се срамат од тоа. И се срамуваат од тоа. Па чуму ти е таков пријател, ако не те почитува тоа што си? Не направија како во резерват овдека од 25.000 квадратни километри. И тој, барем во овие 25.000 квадратни километри, каде што треба да се горде, да вика, да пее, да игра на македонска песна и на македонски ора, се срами да ја пушти македонската химна. Но тука дојде кандидатот за председател, избран, знаете во каква процедура, демократска, во еден скап елитен хотел во центарот на градот во Скопје, како во мафијашките филмови, поредени во круг, ке го дообјасни, ке рече, ке ја интонираме македонската химна, ама во инструментална верзија, без текст. Замислете човекот кој што го бара гласот од народот, од граѓаните на Република Македонија, од македонскиот народ, од македонската нација, од останатите етникуми, без разлика на нивната вера, дали се албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци, без разлика. Тоа се честити луѓе родени во оваа земја. Луѓе кои што се школувале и создале семејство и си ја сака. Тие луѓе ке шетаат и ке го бараат вашиот глас, а се срамат да кажат дека денес над Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правдини. Ајде масовно и громогласно на 21. април да им кажеме каде им е местото на темната страна на историјата. Ајде да го најавиме падот на СДСМ и Заев на 21. април. Ке речат, они биле државници, не им бил рейтингот под прашање и затоа ги направиле овие храбри чекори. Не! Повторно лажете, не ја говорите вистината. Ова го направивте затоа што си ги продадовте лицата, си ја продадовте душата, го изгубивте достоинството. Не ви се оди во затвор и сакате многу црни пари, пусти пари. Тоа е прашањето, браќа и сестри. Ниту имаат државнички капацитет, ниту имаат државничка мудрост.
Само за пусти пари се работи да врват тендерите на семејството и ништо друго не ги интересира. А процентот се знае од 5 до 15%, исплатен во еден ресторан недалеку од овде во Неготино, во Југоисточна Македонија. За тоа се работи какви државнички потези, какви бакрачи. Тоа е суштината. Беше 1 април, кога ние мислевме дека се шегуваат, дека е ова април или лили, но не било, вистина било. Тоа што сте го гледале и тоа што сте го слушале за Мирчо свинјарникот, за еврото на Вице, за еврото за црквата, не сте го гледали, не сте го слушале. Тоа не се случило. Е така, господине Заев, во Европа не се оди. Во Европа бараат честити луѓе. Луѓе кои што не се аболирани за сторен криминал. Луѓе кои што не договараат тендери во 4 очи. Луѓе кои што не се срамуваат од сопствената нација. Луѓе кои што си ја сакаат и работат за државата. Луѓе кои што си држат до зборот. Луѓе кои што кога ќе се обврзат и ветат, тоа и го исполнуваат. Вакви како вас завршуваат на темната страна на политичката историја. А јас ви ветувам дека нема да имате мирна политичка пензија. Од прв до последен за сиот сторен криминал ќе одговарате. Каде во Неготино енергетско-земјоделскиот комбинат? За волја на вистината прв пат сум слушал, иако сум професор по тоа. Каде во програмата за живот имаше ТЕЦ Неготино ќе го направеле земјоделско-енергетски комбинат? Единствено нешто што направија е 100.000 денари плата за директорите там. Каде се тие ветувања? До кога се тие шарени лаги, господине Заев? Па ќе рече, бесрамно ќе рече, замислете човекот кој што сака да биде председател. Нема да биде ниту милиметар джентламен и достоинствен. Па ќе рече, на државата не и требало мајка и требало татко на нацијата. Вчера, не знам дали го слушнавте. А заборава истиот тој човек дека кампањата целосно ја украде од 2 жени, од Тереза Меј и од Хилари Клинтон. Комплетно, она е третата председателка со иста кампања. Со иста. Затоа, добри луѓе, браќа и сестри, денеска пред вас стојам, ве гледам во очи и ве замолувам за поддршка. За поддршка за жената која што со сиот свој интегритет, сета своја биографија и дело од минатото, сето она кое што го има направено за минатите генерации, но и она што ќе го направи за идните генерации. За целата онаа додадена научна вредност на правниот факултет, но идната додадена вредност за татковината. Ве молам, еден до еден да застанеме и да ја расшириме нашата приказна за идниот председател, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Да ја пренесеме приказната за нашата инспирација, за жената што секогаш, кога било неопходно, секогаш била на страната на патриотизмот и зачувување на националните интереси. Така беше и за референдумот во 2004-та, така е и сега, кога Македонија се парчосуваше и крчмеше. Гласот за Гордана Силјановска-Давкова е глас за честита, достоинствена, горда и праведна Македонија. Затоа немојте да се двоумете. Ајде сите заедно да се обединиме, сплотиме еден до друг и да го расемениме
Тоа денеска што го говориме. Иден председател на Македонија ќе биде професорката Гордана Силјановска-Давкова. Сосема на крај. Ќе поминат многу години од сега и повторно ќе застанеме овдека на овој плоштад. Без разлика во кое својство. Ке си го поставиме она прашање кое што денеска секој од вас си го поставува: што можев јас да направам за нејзе кога најмногу и требаше, за Македонија. И таа е во женски род. Јас знам и за секој еден од вас кој ќе биде одговорот, бидејќи ние бевме тие кои кога и беше на незе потребно бевме во првите редови. И дадовме се од себе и ќе даваме и понатаму се од себе и ќе работиме за незе. Затоа што нашата мисија, нашиот сон за Македонија е велик и повелик не може да биде. Но колку е тој повелик, толку таа наша мисија е потешка. Ке има многу предизвици, многу искушенија на тој пат. Но јас овде гледам луѓе кои што се храбри и луѓе кои што се мотивирани и подготвени да го одат тој пат. Да го одат тој пат и да победат во таа битка во зачувување на нашиот сон за Македонија. Сите тие што ќе ви велат дека е невозможно, сите тие кои што ќе се обидат да ве обесхрабрат, да ве демотивираат, нека ви бидат дополнителна инспирација и мотивација дека сте на вистинскиот пат. Застанете цврсто на нози и продолжете да се борите. Нема цена образот и достоинството. Ние не сме тука ниту за жолтици, ниту за дворци. Ние сме тука само со една цел. Добар збор не пари посрекни од било кога. Нас ни е важна приказната за Македонија да биде успешна. Нас ни е важна судбините на нашите сограѓани да бидат известни, а нашите сограѓани среќни. Нас ни е важно зборот што ќе го дадеме, зборот и да си го сочуваме. Нас ни е важно да вратиме што е можно повеќе наши сограѓани дома, затоа што дома тежи каменот, не надвор. Да си ги вратиме дома луѓето кои што си избегаа од овде затоа што бараа подобар живот. Тоа е нашата мисија. Толку ли е тоа многу што бараме? Затоа ве молам, помогнете ни да го исонуваме сонот за Македонија да стане јаве. Затоа што ако се заборави сонот за Македонија, тој никогаш повторно нема да стане јаве. Од вас зависи, од никој друг. Колку и да ви велат дека од други зависи, ве лажат. Од вас, овде и тие што се дома. Да ни е жива и здрава Македонија, да ми е живо и здраво Неготино. Победуваме на 21. април, на 5. мај, а потоа и на предвремени парламентарни избори. Ви благодарам од срце, добри луѓе.